скара не, се готви на тава, се готви во рерна, поднежно, како е тоа кажам. Овде малку побрутално ставаш на скара, знаеш, се гори се, има вкус на тоа. Ама лемо ти се појке скараджија, за тоа малку ми, пиперките да, гравот секогаш го утнувам. Не знам што ми е, не ми оди. Гравот не ми оди, не можам, не. Оваа епизода е поддржана од Тонери Мак. Едноставно решение за вашиот принтер. Добро дојде Марк во Гастроклуб. Да, фала ти за поканата ме се Тони, Гастроклуб. Не гледам никој што готви овде. Ти ми кажа ти ќе збориме за Ова е малце поразлично од сите останати, значи да збориме за готвење, не да готвиме. Доста гледаме сите што готват. Океј. Добро. Ја мислев друго, ама ајде можеме да разговараме заедно со големо задоволство. Сега не, малце да раскажеш. Ајде да ни раскажеш малку кој е Марк. Кој е Марк? Јас да ти кажам кој е Марк. Ја мислам ти сите ме познават, во колку години што сум сега во Македонија, што да, Марк е тој белгијанец, со потекло од Македонија, што дојде во Македонија, оти доста му беше од Белгија, што и вети на баба му, оти еден ден ќе дојди да види. Како е потеклото сега? А потеклото ми од баба ми, дедо ми, мајка ми, тетка, па сите ми се македонци мене дома. Да, осем татко ми. Татко ми е тој белгиец што ме направи на пола, да кажеме. Пола. Јас сум пола белгиец, пола македонец. Така. Да, точно. Кога доаѓаш во Македонија? Во Македонија дојдов пред 10 години. Во 2014 точно. Зашто? Да. Зашто? Пак ќе кажам, оти доста ми беше од Белгија, имав ресторан, бев крај на како кажам на договор што го имав со ресторанот и све тоа. Баба ми почина и ветив на баба ми оти пред да почне еден ден ќе дојдам во Македонија да видам како е животот тука и чекав да децата да бидат возрастни и све и одлучив да дојдам. Пред се да дојдам само да видам. Ама чудно што ми беше што дојдов и останав. Не ни се вратив више. Зашто остана? Убавината. Се осеќав дома од првиот ден. Чудо, ама така е, како да бидев програмиран од почеток да живеам во Македонија. Имаше нешто што ми фалеше во Белгија. И на вистина тоа е тоа. Чудо, луѓето сакаат од Македонија да одат во Белгија, а мене ми е обратно. Има еден живот посебен во Белгија, има еден другиот живот посебен во Македонија. Мислам ти треба да живееш во Белгија за да разбереш што е животот во Македонија. А не да живееш во Македонија за да го разбереш животот што е во Белгија. Така. Тоа е вистината. Ја спомнуваш баба ти? Баба ми, да. Што значи баба ти? Баба ми за мене, ја викав мајка. Од ја пораснав кај незе, од кога Така. сум роден месец дена, мајка ми беше жена, ме остај кај баба ми и пораснав кај незе до 12 години. Така. Ете тоа. И затоа она ми беше, баба ми беше мајка, ми беше све. Баба, Господ, освен така можам да кажам. Кога првпат се среќаваш со готвењето? Од кој имам 15 години. Со готвењето, готвев со баба ми, јас се гледав, зирнав, јадев и све тоа. Готвам, никош не бев јас за да чепкам со незе. Ама многу бев љубител за да пробам све што правеше. Секогаш бев по незе, да, навистина. Ама професионално да кажам, од кој имам 15 години. Каде? Почна во еден ресторан што тогаш беше еден од најдобрите во Белгија и во Брисел, се викаше Ше Бруно. Тоа беше еден ресторан со 3 Мишелин звезди. Да почнеш од почеток во еден таков ресторан, тешко. Голем предизвик, од таму се најдобрите, така се, Мишелин звезди се знае што е, ако имаш една, ако имаш два, ако имаш три е нај. Што значи да работиш во кујна во еден таков ресторан со Мишелин звезди? Да почнеш од почетокот, тоа е, кој имаш 15 години, знаеш што ти не пипаш на еден тањир, да кажам, што искачува во кај клиенти. Што правиш? Да, ги бришиш тањирите со оцет, да бидат чисти, да нема прст, да нема ништо, ги даваш на шефот ги прави, чистиш кромит, чистиш спанак, све чистиш. Ги носиш ѓубрето надвор, тоа ти е работата. Ти си почетник, ти си таму да учиш. Ако си паметен, гледаш како прави и така учиш. Учењето во такви ресторани е пишувај и кради со очите. И полека се ги качваш степените. Јас бев, како се вика овде, почетник, има еден чира, не знам, еден посебен... Чира. Па така, јас бев тоа тогаш. И знаеш, пак ќе кажам, за во еден таков ресторан да бидиш на 15 години, што имаш како одговорност на 15 години? Ништо. Знаеш, све ти е, повеќе мислиш така. Ама кога влегуваш таму, влегуваш во една бригада. Бригада исто е како во војна, исто е.
го имаш шефот, главниот генерал од целата бригада, го имаш под него сушеф, ги имаш шеф од секоја страна, од ладното, од топлото, од сосо, од светова, и ти си доле. И со текот на времето ти дојде да станеш генерал. Текот на годините со голема волја, со учење, со гледање, со крадење, со искуство, со љубов кон готвењето, дојдов до генерал. И не можам да кажам уште ден денес, оти сум генерал, не. Јас сум тој генерал мајор. Вуала, ете така. Уште од мене, над мене, имаше други луѓе што се многу поспособни, со многу други идеи. Никогаш не можам да кажам оти сме на врвот, не. Дали може да се сетиш на некој јадење од баба ти што ти оставило впечат? Има две. Две? Најомилени мене. Што е гравот и пиперките што се пржени така со лук и домати. Тоа се две обични јадења, едноставни јадења што ги обожавам од баба ми, да. А дали ги правиш ти се уште? Пиперките да, гравот секогаш го утнувам. Не знам што ми е, не ми оди. Гравот не можам, не можам да го, или ми е тврд, или ми е мек. Не може. Чудо за шеф да не знае да прави грав. Тоа е. Па добро, многу шефови да речам не се осмелуваат да прават некој традиционално јадење кое што бабите го прават 100 години. Затоа емисиите, извини што ќе се вратам на емисиите, многу сакам да ги пробам товие традиционални јадења, ама да ги готвам на мој начин. Оти навистина таа традиција што ја има, само бабите, само мајките може да ги направат. Ние можеме само да ги копираме малку или да ги измислиме малку со истите состојки. Ете тоа. Затоа оставам на мојата сопруга да ми готви македонски традиционални јадења. Да. 45 години во Белгија. Да. Би сакал да ми кажеш малце за белгиската кујна. Кои се карактеристиките на белгиската кујна, на кои се состојките што често се користат, техники, како готви народот таму? Како готви народот таму? Има и традиционална кујна. Нема никаква веза со македонската традиционална кујна и белгиската. Белгиската е повеќе, да кажеме, француска кујна. Така. Мешавина. Знаеш што ти Белгија постои од 1830. Белгија е многу, како да кажам, млада држава. Претходно имаше еден дел што беше Холандија, другиот дел Франција. Затоа малку, да кажеме, инфлуенсите што ги има во кујната, тоа е тоа. Се готви со путер, се готви со крем, се готви со зетин многу малку, маслиново масло, нема маслинки таму. Така, да. Има крави, затоа има млеко, има путер, има такви ствари. Се готви месо, месари, свиња, се готви јунешко месо, се готви пилешко, ама све тоа се готви малку понежно, Што значи тоа нешто? Какви техники најчесто користат? Скара, не. Добре. Се готви на тава, се готви во рерна, поднежно, тоа кажам. Овде малку побрутално, ставаш на скара, се гори, има вкус на тоа. И тоа е посебно. Тоа дава посебен шмек. Ама не, таму се вари во вода, се бланшир, како се кажа, нешто по македонски. Знамо ти се, се бланшира. Ете тоа е. Многу поднежно. Секогаш има сос. Ете тоа можам да кажам, тоа големата разлика исто во македонската храна и белгиската и француската, во секој јадење има посебен сос. Сосот го прави да биде. Какви сосеви они? Тоа се сосеви на база на путер, на база на крем, на база на фон од јунишки фон, пилешки фон. Пан сосеви. А? Пан сосеви во тава или? Не, тоа се коски што се прават со зеленчук, што се додава вода, се прави сок со тоа, тој сок се вадат коските, се вади зеленчукот, се редуксира и имаш од тоа најјакото вкус што останува. И тоа го додаваш со малку крем фреш, со малку путер или со вино, и тоа ти прави еден сос, вау. Да. Одлично. Баш би сакал да пробам. Тоа е базата од свема од кујната. Фон бран, фон блан, тоа се фон, не знам како да го, не бујон, оти бујон е течно, фон е густо. Така. Да, и тоа се прави на база од коски од јунешки, коски од риби, коски од пилешко и мора да ти правам еден курс, да готвиме заедно, да ти покажам како се прави. Ќе пробаме секако. Малку ми е мене и уште ден денес тешко да го објаснам тоа. Ама навистина тоа е базата од целата француска кујна. Може да не кажеш некое познато јадење белгиско што е традиционално, што најчесто како кај нас гравот што се прави или
не знам, Дај- мусака како што се прави кај нас. Знаеш, тартар бифтек со помфрит, тоа е нешто што се прави многу пати во Белгија, многу. Американ фрит, помфрит, Белгија се знае, се кажува ти најдобрите помфрит се во Белгија. Тартар бифтек, што они го прават овде, го прават со тост и тоа. Не, они во Белгија ние си го јадиме тартар бифтек со помфрит, една салата. Супер. Тоа е едно од класичен традиционален јадење. Школки, тоа црните. Така? Исто со помфрит. Како ги спремаш школки? Школките тоа е најлесно. Убави исчистени, оти овде кој имав прилика да ги купам, уште има, како се кажува, брада, знаеш, има уште тоа што останува, треба да ги чисти си све. Во една тенџере ставаш малку вода, малку путер, му ставаш морков, целер и кромит, малку да ги даваш школките, капак, 4-5 минути, кога почнуваат да се отварат, спремни се. Да, многу брзо, многу вкусно, на крај малку бело винце, со това помфрит, обавезно, и еден убав сос, што е со мајонез и малку оцет, повеќе кисела така, потечна. Само мајонез и оцет? Мајонез и малку оцет, да, е потечна е. И ги отвараш школките, земаш со школката, оти не јадиш со филушка, се јади со раци. А да, со прсти, тоа е највкусно. Ја отвараш школката, ја вадиш првата школка си, и со таја, како се вика, со школката, ги јадиш другите. Исто си земаш помфрит, се. Тоа е убавината. Преубаво. Да, одлично. Само да го зборам тоа, вкусот ми се враќа. Треба да направиш нешто. Јас затоа кажав, јас требав да дојдам повеќе да готвам, освен да разговараме заедно. Па ќе готвиме некој друг ден. Добро. Да раскажеме малце. Со бабата и со дедо ти се јадел македонската храна. Точно. Кога дојде овдека ја јадеш македонската храна. Да, овде јам да. Прашањето ми е како македонската храна се изменила во Белгија, како што кинеската храна во Македонија која јадеш, не знам колку е кинеска. Колку влијанието на белгиската, на француската куина нема влијание го изменило, ја изменила македонската куина таму? Не ја менјава. Не. Оти пак еден начин на готвење е еден начин на готвење. Друга куина не може да наминиците ќе ги го сменат. Вкусот на наминиците, вкусот на доматите, вкусот на краставиците, вкусот на кроми, на све тоа. Македонија имаме среќа овде, јас кажувам сега, јас сум македонец, 100% македонец, живеам во една држава што се вика Македонија и живеам овде. Наминиците што се овде, краставицата, доматот, пиперките и све тоа, си имат посебен шмек, посебен вкус. Во Белгија ги има исто, има. Ама ги гледаш сите се средени, како да се направени со машина copy-paste, сите исти, пакувани супер, браво, нема една што е поголема краставица и пили по... Све е тип-топ, гледаш ова и... Ама на вкус. Дршката, ја чепкаш има нешто. Другото више не е тоа. Тоа е разликата. Ама начинот да готвење, дали е македонски, дали е француски свет, тоа е тоа. Тоа е еден начин што го употребаш. Наминиците што се на лице место, ти ја прават куината различна. Така. Кои се твои омилени состојки што ги користиш во секојдневното готвење? Овде во Македонија? Да. Техники, немам посебна техника. Јас, мојата техника што е за готвење е наједноставна и за мене најлогична. Јас почнувам со тава, дали е месо, дали е риба, дали е све, пропржувам сите страни од рибата, од месото, го ставам на страна и после го ставам во печка. Зошто? Го стегнува месото, ја стегнува рибата, ги држи сите, како да кажам, влажност, течност внатре, све е течно, сочно и продолжува да се печи, ама внатре е сочно. Да. Овде се остава во тава и во тава, знаеш, имаш сигурно видено тоа, на крај сите течноста паѓат. Така. Па не, на тој начин ги затвараш сите товие влажности, сите тоа течност во рибата, во месото и продолжува да се печи. И сигурно после тоа ќе го оставиш да одмори малце за да може да го оставиш да се одмори малку, зависи како. Сега ако одиш на јака температура, тоа ќе се стврди. Треба да одиш на 150-160 степени, помалку, малку подолго и најдоброто е, има друга техника да се готви на low температура, на ниска температура. Така? Исто можеш да правиш да го подпечеш, бара повеќе време и го ставаш на 100 степени во редно. Колку време? Сат и пол. Зависи што ќе правиш. Зависи што. Ако е филе, го ставаш сат и пол и тоа ти е више како хотел. Зошто пак
зависи како го знаеш, месо, ако го тепаш ќе се стегни. Така. Тоа е нежно. Како кажам, го преме нежно. И тоа е нежно во рерна на 100 степени и полека се опуштува. И ќе биде вкусно. Точно. Само да го кажам пак, чудно што ние што не лигите течат. И се гледал ти си како мене, мислам човек што сака да јади. Да, се гледа по мене дека да, јас сакам и да готвам и да. Ама нема ти си појке скараџија, да за тоа малку ми, а? Па денеска сум таков иначе. Добро, окей. Да. И сега откако дојде во Македонија, Да. што тебе ти остави впечаток од македонската кујна, од состојки? Во Македонија. Кога дојдов од Македонија. почеток, да, малку ми беше чудно, на вистина. Оти дојдов во една држава каде имаше ресторани, многу ресторани, скара, пица, тестенини. И тоа е тоа. Тоа зборам пред 10 години. Така. Супер, све беше убаво. Ама одиш во една кафана, го имаш едно, одиш во кафана, имаш исто, во трета кафана, исто. Немаше голем избор. Немаше. Ама видов за 10 години, вау, се направи револуција, да кажеме. Се направи револуција во кујната. Среќен сум негде, не сакам да се правам важен, оти сум мал дел од тоа. Мислам оти луѓето вида, оти може со истите намирници што ги има во Македонија да се готви малку на друг начин, тоа фалеше, мислам, да се направи малку една револуција во начинот на готвењето се и све. Луѓето беа многу навикнати да јадат, да пијат, на стариски начин, на традиционален начин. Требаше тоа малку новитет да се додаде. Ама јас бев многу среќен, оти на вистина кога доаѓаш од Белгија, доаѓаш од Македонија, странците кога доаѓаат овде, знаеш како уживаат. Така. Во товие вкусови, во товие јадења што ги има овде Македонија, во таа традиција, преубава е. Мора да се содржи тоа, ама треба да има и малку нешто ново за македонците. Така. А како ги разликуваш ти регионалниве? Како ги гледаш од твоја гледна точка регионалниве кулинарски? Регионалните јадења зависат малку од потеклото од луѓето што живеат во товие места. Твоите се од Прилеп, мислам. Моите се од Прилеп, да. Се знае ширден, такви ствари и све тоа. Никогаш не јадов ширден во Белгија. Јадов прв пат ширден овде во Македонија. Да. Такви јадења немавме можност да ги јадиме во Белгија. Да, јадевме джигер, опашки од свиње, такви ствари. Ама посебни специјалитети како го имаше во Прилеп не ги јадов. Океј, пак ќе кажам, гледаш, зависи малку потеклото од сите луѓе што се од Македонија. Македонија секогаш кажувам, Маседуан по француски е мешавина. Да, Маседонија е мешавина. Можеме да кажеме оти Македонија е мешавина. Македонија е мешавина од култури. Мешавина од луѓе. Сите инфлуенции, има инфлуенции од Турција, има инфлуенции од Албанија, има инфлуенции од Грција, има Македонија е во меѓу тоа се. Имаме различни луѓе што живеат во Македонија и што ги донесат овие култури. И од тоа се направи една храна што се готви во Македонија со македонските производи. Македонска типична кујна, мислам, оти нема. Има таа што се прави во Македонија и што е со македонски производи. Балкански. Балкански, ете така. Повеќе турска, повеќе така со инфлуенција. Да. Кои се тие турски елементи што ти ги гледаш? Турските елементи, турската кујна се знае е еден од трите најдобрите кујни во светот. Го има француската, турската и кинеската. Овие се трите основни кујни што доминираат малку во светот на готвењето. Да. Македонија го има тоа е повеќе стил ориентално перс. Турција тој дел зачини и такви ствари. Македонија не се готви со многу зачини. Македонија се буковец, тој мешан зачин што го има бивша Југославија, да кажеме. Доста зачин излегува на пазарот и кари. Кога? Од кога? Од сега? Да, скоро последниве години. Кога збориме со традиција, збориме со векови порано. Така. Македонија со влијание 500 години отомански, све доаѓаше, голем дел доаѓаше од таму, ме се готвеше со македонски производи. Се смеев и навистина имав еден можност да разговарам со една жена што многу знае. Она ми збореше за Краљи Марко. Краљи Марко македонец поранешен. Од времето на Краљи Марко немаше домати, немаше пиперки, немаше компири, немаше ништо. Знаете тоа? Не. И ја малку ми навистина. Пиперката, доматите, компирите доаѓаат од кога? Марко Поло. Така. 1500 година. Така. Само 500 години го имаме тоа во Европа. Пред тоа што имаше? Што имало? Па имаше кромит, целер,
прас, такви ствари се готвеше. И месо. Да. Ако се враќаме на типична македонска традиција на храна, која е? Ниедно од јадењата што го имаме сега беа порано. Ниеден. Кој од македонските јадења ти би ги јадел цел живот? Да ти речат Сите, обожавам. Па се гледам ти обожавам да јадам. Да. Не сакам јадење. Проблем ми е оти сакам леп со јадењето. Јадењата во Македонија мора да се јадат со леп, ти секогаш си се топе. Има нешто што останува што обична салата, дали е шопска салата, мора леп за да се јади, тоа е тоа. Не, сите јадења за мене ми се. Аме пак ќе кажам, тови јадења се направени со македонски намирници, ама на друг начин. Така. Знаеш што сакам те прашам? Дали во твојот период на развој, во готвењето, си имало момент кога си паднал толку многу што дури би сакал да се откажеш и како си се справил со тоа? Еднаш, мислам во животот, сакав да правам нешто друго од свем што беше во мојата фела. Јас бев и готвач, да кажам во Белгија, келнер, шанкер, сите делови што може да се прави, на сите места што може да се прави во угостителството, ги направив. Јас секогаш кажувам, ако сакаш да бидеш совршен негде во твојата професија, ако сакаш да бидеш шеф на кујна, треба да знаеш колку келнерот има време да дојде од кујната до до муштеријата и да се врати. Ти како келнер да знаеш да му објасниш што има во тањирот на муштеријата, исто како готвачот да знае кога прави нешто, колку време и се това мора да се работи заедно и да знаеш све. Не само да бидеш готвач, не само да бидеш келнер, треба да бидеш све. Јас сакав да се откажам од тоа, на вистина више ми беше доста. Сакав да продавам станови. Да, го направив тоа неколку месеци. Значи, ама кога се продава станови, кај одиш? Одиш да го, одиш по ресторан? Бе, вола, пак се врати. Е, тоа е тоа. Значи, ти се справи со тоа идејќи по ресторани. И пак се Ја врати. мислам, оти животот врти околу јадењето и пијалокот. Тоа е. Нема ни еден ден, ни еден сат, каде не пиеш нешто, каде не јадиш нешто, каде не се дружиш со некој. За мене тоа е животот. Тоа е животот, тоа е љубовта. Све се прави околу маса, чаша. Тоа е. Што значи да бидеш добар готвач? Што е за тебе еден добар готвач? За мене нема добар готвач. Сите сме добри на свој начин. Никој не е подобар, нема. Не постои за мене најдобар. Јас ке ти готвам, нема да ти се допаѓа може. Друг ке ти готви, ке ти каже, вау, супер е. Нема добар, најдобар. Има критериум. Има критериум да се каже за да бидиш добар готвач, треба да почитуваш игиена на. Океј. Ама има еден друг што ке ти готви во една кујна растворена се, а јадењето што ке ти дојде, ти да си лижиш прсти. Еден готвач викаше тој што ќе освои жена без да ја допре е добар готвач. Не, тоа е друго. Тоа е друго. Јас како јас кажувам од еден тањер како една жена, секој си го интерпретира знаеш на свој начин. Така. Тоа е. Не постои за мене најдобар. Има критериум за да се каже оти е најдобар, ама секој си е добар на свој начин. Оти сигурен сум, па јас така го правам, секој си готви со љубов. И што го имаш внатре во твојот срце, треба да се осеќа во тањерот што го даваш. Така. Ти готвеше скоро 7 години во брза кујна. Да. Фасцинантно ми е таму тоа готвење брзо. Како ти кога ќе ти дадат состојки, како одлучуваш кој метод ќе користиш, како ќе која е твојата тајна? Искуството ти го прави тоа. Стај дете од 20 години нема да се снајде. На секој начин кој сака, нема да се снајде. Да. Искуството ти дава можност да можеш да се снајдиш во тој момент. Ние дома ќе избереш 5 состојки, ќе ги ставиш на маса и се имаш ремна, имаш печка шпоред, имаш може ти одбериш на кој начин ќе го готвиш намирниците што ти се на располагање. Ти одбереш. Спремна ти е печката. Си го имаш како да кажам шпоретот пред тебе. Ти си шефот, ти си тој што одлучува како ќе го готвиш. Како ти одлучуваш? Ме лесно оди, пак ќе ти кажам со искуство. Ти знаеш да, оти порано го имаш направено еднаш така. И тоа автоматично е. Тоа е како некако робот, ама знаеш ти е напишано тука.
Така. Тоа е. Искуството е Да. тоа што ти Да. помага за побрзо да... Точно. И пак ќе кажам, дали си од француска, кинеска, секој си готви на свој начин и секој си ги има своите навики за да готви месо, риба, и се адаптираш. Са кај нас на пазарот обично луѓето што купуваат? Тоа е плешка, бут, врат, така месо. Мислам оти денес почнуваат да знаат што купуваат. Видов оти во месари, што се во село, ги видов месарите што се во град и све. Во село си го имаш парчето тука обесено, и си сечи, што сакаш да печеш, ајде тој дел. Сакаш да вари, тој дел. Денес гледам оти во месарниците што се тука, спремно е све пресечено, се знае кои дели све тоа. Претежно луѓето се научија сега да знаат што сакаат со помош од месарот. Како ти купуваш месо? Јас Кога правиш за тебе дома? Јас сум човек што јадам многу едноставно. Што месо купуваш? Ребра. Ребра сакам. Плешка сакам ако си правам ражнич. Ребра ако си ги печам на брзина, можам да го направам многу брзо. Пак како кажам, ја потпечам во тава, ја ставам во редна. За плешка? Не, за плешка тоа е друго. Си правам коцки. Плешката малку ми е посебна. Јас вчера земав плешка и како да ми се исуши. Тоа за жало ти треба да се става на прво пак основно секојаш. Ако го правиш парчето одедно, подпечи го, ставај го во рена. Ставај малку пиво или малку вино да се упие, да остаи, да стои сочно, да му се дава неколку зеленчук, нешто да му дава вкус. Во времето, во текот на времето на печење, оти тоа големо парче му бара сат и пол минимум. Да се земи од сосот, да се прелива со сосот што го има, за да не се суши. Тоа е. Ако го оставаш месото тука, ќе си печи, ќе се суши. Ќе се направи џон. А како би направил еден бут? Исто така, бут се прави од едно парче, сега бут да го печеш на тава, после во рена, заборај. Што се прави? Се сечи малку парчиња во бутот, се става лук внатре, се става рузмарин, се става наминистиш, нешто што да му го качи вкусот. Оти бут е окей, се супер, ама му фали тој вкус плюс. Да, се става во печка на најјако од почетокот. 200-220 степени. Пак да се стегне. Така. Окей? Текот на времето, после пола сат, се намалува. 160, 180. Не го ставаш прво на тава. Не може. Знаеш каква тава ти треба? Голема тава. Или наскара го после во ред. Така може. Ако сакаш да одиш побрзо, се пече наскара, ама ти треба многу време. Навистина, за мене, секогаш е поубаво да се подпече надворешно и после се даде. Ама бут, ако си дома, го ставаш директно во печка, максимално 220, убаво да се стегне надвор, еднаш е стегнат, после пола сат, се намалува печката и продолжува да се пече. Полека. Сега зависи дебелината, која е 2 до 3 кила, треба минимум 2 до 3 сати за да се пече. Так. А што додаваш, да речем, на тоа месо као гарнир? Што ти практикуваш, што сакаш? Најкласично е морков, целер и кромит. Дали е за риба, дали е за месо, тоа му го дава посебен чмек. Или многу луѓе додават, јас сакам да додавам и компири со тоа, или ориз, или такви ствари. Тоа е, јас сакам за дома да правам едноставни јадења. Ако сакам комплицирано, тогаш почнувам да правам на француски начин. Ама сум човек што сака да јади секој ден нешто лесно, нешто убаво и нешто едноставно. Што значи тоа на француски начин? Исто. Во Белгија се прават едноставни јадења, не мора да биде, пак ќе кажам, секој што е важно е да го има тој сос, да се мацка со лепче. Ако нема сос, нема јадење. Мора да има течност. Како се кажува во Македонија, шервиш. Така. Како ти би ги објаснил оние 5 основни француски сосеви, сега кои ги спомна? 5 основни, што ми збориш со фон, сос брун, сос блан, сос еспањол, да. Товие сосови. Да, пак това мора да се објасни. Колку кај нас објасни. се користат тие? Никаде ги нема. Се прави основите, се прави бујон, се прави такви ствари, ама на тој начин, пардон, како во Белгија, ретко го видов, ретко. Има може 1-2 ресторани што го прават. Мора да се објасни. И у школо ретко се учи. Ја имав прилика да одам овде во Лазар Танев, во гостителското школо што е овде во Скопје, супер, повеќе има добри, како да кажам, професори
учениците малку одат на повисоко ниво и све, ама техниката што е покажана е македонска техника. Има француски шефови, професори што доаѓаат, што објаснуваат све тоа, ама они се спремни за да готват македонска храна. Македонското готвење, пак ќе кажам, не употребува фон, сос, такви ствари. Ама сигурен сум оти полека ќе се смени тоа. Мора да се покажи овие новите генерации. Новите генерации, да. Многу гледат преку YouTube, преку емисии, преку све. Многу популарно е сега. Готвењето е нешто што колку е релевантно тоа? Еве јас ги следам многу канали. Да. Колку е релевантно тоа? Колку тие луѓе се навистина релевантни кога ќе кажат, затоа што некој кажува пример, ова се прави вака, после пушташ некој друг кажува, тоа не се прави така, се прави вака. Што ти кажав? Оти секој си готви на свој начин. Така. Тоа е. Секогаш има една техника основна како е учена у школу, од таа техника ти е база, основа, си правиш што сакаш. Од тој вкус што го имаш, ти може да го направиш на друг начин и да стигнеш на тој вкус. Или да го правиш како ти го правиш на твој начин. Така, така. Јас пак ќе кажам, јас експериментираш има луѓе што стават сол од почетокот, јас на месо не ставам сол од почетокот. Зашто? Оти го стега, го суши месото, течноста се оди. Вала. Го става биберот од почеток. Не ми оди мене. Оти го гориш. Така. Вкусот на биберот каде ти е? Кога го мелеш. Тој е најубавиот вкус. Значи ти финиш. А ти го ставаш од почеток, го фритираш, го гориш. Више не ти е тој вкус. Печи еднаш, два, три пати мер, пред сервирање, оп, бибер, сол, ќе видиш ако месото ќе биде различен. Треба се проба. Гордон Рамзи го гледаш, пуно сол, бибер, Джеми Оливер, сол, бибер, печат. Окей. Да, тоа е нивни начин. Не, тоа е нивниот начин на готвење. Мене не ми се допаѓа. Така. Значи експериментираш доста. Не експериментирам. Не, дали пробуваш твои јадења да направиш, твои рецепти? Јас секогаш се смеам со тоа. Сопругата ми кажува, ти најдобро готвам кога го празнам фрижидерот. Ете, тоа е експериментирање. Оти све што останува во фрижидерот, ајде, и ајде прам нешто. И неколку и што е ова овде? Да. Кој е првото јадење што си го направил на сопругата? За сопругата? Да. Не знам. Првото? Не знам. Не знам. Имам толку готвено за незе, она готвене за мене. Не знам. Што знам и што сум сигурен, секогаш уживаме во сите јадења што ги спремаме. Да, ма сигурно ти скритикувала некогаш. Никогаш не ти дала лоша критика. Не. А некој ти дал ли лоша критика? Што ми се случи 3 пати да не ми биде убаво. Заради нервозата, а не ми успе. 3 пати, да. До сега и ги памтам, оти тоа е нешто навистина посебно, што 3 пати не беше тоа. Може все да правам, не. Вкусот џабе. Не одеше. Зашто? Не знам, не ми одеше. Не бев расположен, никако. Што правеше тоа? Готвев. Ама не ми одеше, не. Што готвеше? Ми изгоре, ми отиде на, да. 3 пати ми се случи тоа. Јако ја виде, јако кога кажам ја и преше да дојде, и ми каже исто. 3 пати. Да. Тоа е. Добро се случува некојаш сите. Може да се случи, ма не мора, не нешто што, не, тоа е. Зависи. Пак ќе кажам, кога срцето не во јадењето, во тањерот, во што правите, џабе. Не оди, го нема тој посебен шмек што го прави различно. Тоа е. Тајната, најголемата тајна за мене е љубовта што го правите во готвењето. Оти тој што готви сега за 500 луѓе, го мачи, се осеќа во јадењето. Ако го прави со љубов и кима, ајде, ако има енергија во тоа, таа енергија ќе се осети во целото јадење. Правите тест, ќе видите. А кое јадење сопругата вас ви го направила и било најдобро? Да не кажам глупо сега. Нема да прашам најлош. Не, најлош... И давате критики? Да. И ги прифаќа? Не можам да ќутам, јас сум човек искрен. Ги прифаќа? Ма лоши јадења не ми направи, убави јадења секогаш ми се убави, може секогаш поубаво, исто како мене може поубаво. Гравот ми го прави топ. Ма има еднаш последен пат што ми го направи во експрес лонец и чудо беше врв. Да. Во експрес лонец. Граф. Да.
И додадов едно парче така да ребра малку пушено и така. Ете тоа. Тоа беше врв тогаш, да. Ете сега што ми каже, сега тоа го памтам, како еден од Ама секогаш убав, салатичка. Све има после. Зошто? А ти пак ќе кажам направено и со љубов. Така. И сега кога се вратиле у Белгија, имате пријатели таму? Ја никогаш не се враќам више у Белгија. Еве да кажеме да се вратите. Добро. Да отидете, имате ваши пријатели. Да, имам многу пријатели. Што од пријатели македонската кујна вие би однеле таму? Јас на кој начин би ја представиле? Прво и основно ќе му донесам вино и ракија од Македонија. Да, оти многу сум воодушевен од квалитетот на виното, ракијата, све што е како пијалок да кажеме во Македонија. Не, посебно овде, јас пред да дојдам во Македонија никогаш не знаев, имаше толку винари. Имаше толку убавини, секое село, секое место преку Вардар и малку си има убавини. Така. Вау, тоа е прво што го донесам. Второто е навистина е тој ајвар, пинџур, малиџано, тоа ви е специалите што се јадат со пријатели и што се пие со тоа. Мора тоа. А после одиме со други намирници. Ама пак ќе кажам што го има овде, сега го има и таму. Така. Ама тоа ви е посебни специалитет, пијалокот, ајвар, пинџур, лутени такви што се посебни, а не тоа ви е купени, тоа ви е што се од бабите направени. Така. Не па да. Добро, мислев на некои од традиционални вина, ширден, на такви. Малку посебно е. Кога го донесете тоа во Белгија, луѓето ќе се плашат малку тоа. Внутри такви ствари се јадат, ама не толку. Не толку. Малку е тоа посебно, да кажеме за Балканот, за овој регион. Ја го сакам, ја го обожавам. Ја джигер, бубрези такви. Ја ги јадам од кога сум дете. Баба ми ме научи да ги јадам. Во Белгија не се јади толку такви ствари. Джигерот нели е малку специфичен за правење? Джигерот зависи, има два начини. Или го јадиш пржен тенкова, во Белгија се прави джигер, исто телешки джигер, ама се прави розе внатре. Малку живо да биде. Ке го јадите? Не, Па не знам. Таму се јади така, тоа е деликатес. Се јадат гнезди, како се каже, ридово од телешко овде. И таму. На кој начин го спремат? Тоа се вари, се отвара, се подпекува, се прави посебен сос со тоа. Преубаво, тоа се деликатес. Овде го има во Македонија, се јади како нутрици, нешто едноставно. Таму кошта да се готви тоа. Бубрези, телешки бубрези, тоа се прави со смрека. Овде во Македонија има пуна смрека. Тоа се прави со тоа, со смрека, со џин, со геневр. Има, да. Како со смрека? Смрека, ја знаете што е смрека. Да. Посебен шмек, посебен вкус има. Да. Се пропржува бубрегот, се става на страна. Ставимо печка, продолжи. Сокот што останува, се дава смрека, малку мечена за да извади вкус, се става внатре. Се додава фон, бран, фон од јунешки фон внатре. Се додава тој џин, женевро. И тоа е алкохол од смрека. И се прави. На крај малку путер, се вади бубрегот, се сечи малку на ленти, се става сос и уживаш. Интересно. Пак ќе кажам, се објаснува, ама 100 пати поубаво е да се готви, да се покаже. Па добро, ќе дојде време, ќе сготвиме, ќе Се направиме. надевам, имав еден твојата муабет, прича. да, што може. Све може. Све. Пак ќе кажам, во Македонија имаме доволно намирници, имаме све што треба да се готви на македонски начин, на малку на друга презентација. Ама основите се македонци. Идејата е да се покаже, мислам, јас за мене, и што се трудам од кога сум овде, да ги покажам сите намирници од јас, кога правам мени, употребам македонски намирници и ги адаптирам малку на француското начин. Работам за амбасадорите. Така. Готвам за нив и за други луѓе, од сите нивоа. И пак ќе кажам, се трудам да покажам македонската храна на малку на помодерен начин. А многу сум среќен и сега можам да го направам. Пред 5-6 години беше тешко, ама сега имаме све на пазарот. Дали има некоја интересна случка со тие готвења, со амбасадори, со... Ми се случи неколку пати да правам едно меню, и ги правам една недела напред и све, и денот што треба да го готвам, немам на минуста. Имат ли некои интересни побарувања? Они не барат нешто посебно, многу сум среќен и ме остават јас да им нудам, да им кажам што можам да готвам за нив, го прифаќаат сите начини што ги правам, а јас неколку пати барам да биде малку поедноставно,
различно, тешко, јас сам се заебав. А како одлучуваш што да сготвиш за некого? Бе, јас многу се шетам преку месари, преку рибарници, се тоа. Знам што имам нормално секој ден на располагање. Колку човекот влијае за ти да одлучиш што ќе, еве на пример мене ме гледаш и што би сготвил за мене? За тебе ме ти си се гледа. Само тишертот ми покажа што сакаш, што обожаваш. Мене ме таква, не знаеш, има неколку, тоа се вика Чекай, професионална. мајцата или стомакот? Што? И еден и другиот. Се вика професионална деформација. Јас знам сега ќе одиш кај еден председател, ќе одиш кај еден министер и све тоа, зависи луѓето што ги има. Јас секогаш се како да барам да знам повеќе информации кои доаѓа, дали има алергија, дали има такви стари, има протокол, треба да знаеш кој може да јади, што може, што не може и све тоа. И поради фазара што може да јадат, се прави мени. Една маса што е алергичен на млеко или на млечни производи, другиот на морски плодови и све тоа, и го адаптираш менито прво така и после што имаш на располагање за пазарот. Тоа е Правиш обавезно. некако интервју, што сака, што не, Не, сака, ама- или можеш доволно да го видиш човекот и да одлучиш. Тоа е едно нешто, тоа е во ресторан. Гледаш човекот, јас како келнер можам да одам кај човекот да гледам какви се начинот да како зборат и све и да му предложам нешто што ќе му биде интересно. Сега ми дава неколку насоки, начинот како разговара, како се држи, луѓето што се со него. Све тоа е адис, како да знаеш, тоа е. Кога си добар келнер, таков си. Јас секогаш кажувам да не го употребам зборот, ама келнерот е една голема ва. Не, така мора. Мора. Келнерот е представител од местото, шефот на кујната и све, и треба да знае кога ќе дојде муштеријата да знае што во која насока да оди. Еден разговор, две разговори и се знае директно так и може да го персираш малку од човекот. Значи, психологија. за мене само скара. Сега да. Сега да. Не, тоа е. Пак ќе кажам, тоа се први индиси. Знаеш, ќе кажеш, ќе предложиш. Он ќе ти каже, не, окей, знаеш што ти грешиш, одиш на друга насока. И така се прави. А дали дома кога готвиш така правиш, ја прашуваш со пројата? Не ја прашам, она ме праша мене, јас ретко Она ја ти готвите. 10%. Од јадењата она ги готви, пардон, ќе пијам малку вода, ма 90% јас готвам дома. Не оти не готви убаво, готви преубаво, ама јас имам повеќе време да кажам од незе да бидам дома и да готвам за незе. И повеќе ми е лесно за мене. Побрзо го правам и voilà. Така. Мене дома кога готвам ми се случило да правам исти јадења, меѓутоа Исто никогаш не може да биде исто. добро, исти состојки Не, да не. користам Да, на да. ист начин, меѓутоа од прилика исто излегува. Од ти ако Of сакаш да course. правиш исто, треба све да биде мерено. Да. Сакав да кажам дека емотивната состојба на луѓето дома не е секогаш иста. Што кажав, располагањето Расположението не е. многу влијае на тоа они како ќе го перцепираат моето јадење. И Е. некојаш им е добро, некојаш им е како јас да одлучам, како луѓето да одлучат. Ако си татко, ако си сопруг, ги знаеш малку повеќе навиките од секој и све и одиш во таа насока што на сигурност да кажеме. Сега експериментираш, кажи го претходно. Чекајте, пазете, денес експериментирам малку. Да најавиш, Да. за да не ти скара. Мислам, ја така ќе реагирам. Знаеш, одиш во малку знаеш, во како да кажам, познат терен, Да ги опипаш малку. да, ете така. Тоа, све тоа дали е работата, дали е живот, све малку психологија мора да бидиш малку така, знаеш, филозоф, малку да знае, да разговара. Тоа е. Доста искуство си собрал. Со годините да. И мудрост сега. Ма трпење не. Мислам од трпењето текот на годините се намалува. Ама мудроста и све тоа уште појќе. Така. И уживам во тоа, навистина. Дали има некоја позната личност што ти би сакал да ја научи да готви? На позната личност. Јас Или може си научил веќе некоја позната личност? имав прилика да готвам со познати луѓе и све тоа, да дојдат со мене во кујна и све. Ја уживам едноставно кога личноста за кој готвам
ме почитува, ги почитува тањирите, ги завршува и све тоа. Кој има прашање од нивната страна како се направи, дали има нешто. Се гледа, пак ќе кажам, тоа е директно дали човекот те почитуваше преку храната или не. Има начин како се стават нож и филушката кога заврши. Кога човекот се гледа што останува во тањирот, како е исчистен тањирот на крај. Дали е се земено со леп, знаеш, да нема кап. Ете тоа е. Ама да учам личност да готви со мене, имав прилика да го направам тоа и преубав искуство дојде на крај. Сега сите не се способни да, ама има луѓе што се Што кога одиш да готвиш кај нив и они ќе влезат Јас во кујна правев со тебе. и правам уште курсеви за готвење приватни домашни, да. Како private шеф, одам дома кај нив, готвам со нив, одат на маса, ама они готвеа претходно со мене. И после си одат на маса, си јадат, поминат улев момент. Одлично. Тоа е дел од мојата активност, да кажам, да. И за многу луѓе тоа го имав прилика да го направам. Да. Да. Нема да ги кажам, оти се луѓе што се доволно... Така. Ама, Сега, каков совет би им дал ти на луѓето што готват дома? Како готват толку години, со толку искуство? да се организират, прво и основно, да знаат што сакат да готват, да гледат по рецепти по такви ствари и на крај, од све тоа што го направи, да го слушат срцето. Да го слушат што имат внатрешно. Да ги сакат прво луѓето што ќе бидат на маса и преку тоа, преку тој срце, тоја сакање што ги сакат луѓето, само ќе оди таа магија во готвењето. Само ќе се прави тоа. Не знам како да го објаснам на друг начин, мислам оти тоа е. Пак ќе кажам, основата е љубовта кон готвењето, љубовта што ја даваш во готвењето, и љубовта кон луѓето што се околу масата. Одличен совет. Ти благодарам што беше гостин. Љубовта Да. и почит е основното од све. Фала ти многу. Фала многу.